Во 47-та епизода на Шорткат ќе гледате. Ви представуваме Љупка, една од нашите најуспешни надпреварувачки во конјичките спортови. Младите од Доза Среќа освоја 24 златни медали на научната олимпијада во Индонезија. Крушево и годинава беше домаќин на светската елита во параглайдинг. Здраво на сите! Јас сум Нина, а вие гледате најновата емисија на Шорткат. Нашите вести за млади за оваа недела. Останете со нас. Емисијата ја започнуваме со веста за младите членови на Сдруженијето за рехабилитација и инклузија на лица со Даунов синдром, Дневен центар Доза Среќа, кој освоја 24 златни медали на меѓународни надпревари, меѓу кои и научната олимпијада за млади иноватори и таленти што се одржа во Индонезија. На Олимпијадата учествуваа повеќе од 300 меѓународни тимови, а тимот на Доза Среќа под водство на менторот доктор Драган Јованов се надпреваруваше со проектна тема билките и нивната примена во секојдневниот живот. Јованов вели дека ова е прво олимписко злато за младите иноватори за нивниот научен проект во областа на животната средина и дека за него е голема чест што е ментор на ваков тим од млади таленти. Продолжуваме со главната тема на овие вести. Ова е Љупка Аврамович, долгогодишна влюбеничка во коњите од клубот Бравадос и е една од нашите најдобри представнички на меѓународни надпревари со коњи. Екипата на Шорткат беше во посета на клубот кога се одржуваше државното првенство во третото коло, а во продолжение погледнете како се одвиваше надпреварот и кој победи. Конјичкиот клуб Бравадос, што се наоѓа во близина на скопското село Волково, е основан во 2018 година и досега истиот има собрано многу меѓународни и домашни медали како успех на коњите што се надпреваруваат. Собственичката на клубот Љупка Аврамович вели дека тој е именуван по нејзиниот прв конј, а веројатно и најголемиот шампион од сите што досега биле одгледани во овој клуб. Таа неодамна беше национален представник од Северна Македонија на 3-дневен надпревар организиран од Светската конјичка федерација во Бугарија, каде освои прво место. Екипата на Шорткат имаше можност да биде дел од третото коло на нашето државно првенство во прескокнување пречки организирано од страна на Федерацијата на конјички спортови. Кога пристигнавме, надпреварот беше веќе започнат, но следуваше прескокнување пречки во висина од 1,05 метри. За тоа време, во миговите пред да го започне своето надпреварување, и самата Аврамович не прошета ни сранч рајот за коњи. Јавам од моја најмала возраст од 7 години. Од прилика првиот надпревар ми беше кога имав 10. Потоа направив една поголема пауза, пред неколку години сум вратена назад во спортот. Значи апсолутно целото слободно време да го инвестира тука. Значи ние бара многу посветување, секојдневни тренинзи, одморот си го планираме според надпреварувачката сезона, се ни се врти околу јавањето и околу надпреварите, меѓутоа тоа е една многу здрава, една многу убава обсесија. Сега тоа доаѓа со текот на времето. Аврамович досега зема учество во повеќе меѓународни надпревари каде ја представувала земјава, а последната победа ја носи од меѓународниот турнир во Бугарија, што традиционално се одржува секоја година. Заедно со грлото Колпо Гросо во категоријата бронзена тура, Аврамович зема прво место во височина на пречките од 1,1 до 1,2 метри. Како што објаснува таа, зголемувањето на висината на пречката од 5 см има особено значење за јавачите што се надпреваруваат во оваа дисциплина. Успеав дури во последниот ден во финалето во мојата категорија да го земам првото место. Еден друг дечко што јава кај нас во клубот, претходниот ден исто така зема прво место, значи за 2 дена, 2 пати химната наша се свираше и тоа беше еден сериозен наплив на емоции, еден сериозен успех, едно нешто што сите уствари за тоа чекаме да го доживееме. Третото коло, односно надпреварот на кој присуствувавме при посетата, представува значаен надпревар каде учесниците скокаа на 105 см висина. Од нив, првото место го освои младиот Петар Милошовски со грлото Надја, кој прв влезе меѓу поставените пречки. Одлично, ме смирува човекова и да сум нервозен и коњето сега
па и он ќе се нервира малку, па на крај ќе се смириме света. Ќе дојдам јас тука околу 5 часот и ќе си одам вечер околу 9-10. И ќе мора прво пред да јам, да исчистам, да копите да исчистам, да и намачкам ако треба. Па после јамањето трае околу 45 минути, најмногу до 1 час. Па после тоа да избањам ако е многу испотена, да исперам, пак да исчистам копита. Така и после тоа друг кој. Според Љупка и Петар, јавањето е спорт од кој никој не сака да се откаже, независно од тоа кога ќе започне да се бави со него. Аврамовиќ вели дека идеалната возраст за дете да почне да се надпреварува е од 9 до 10 години, но според неа ова е спорт погоден за луѓе од 7 до 77 години. Во последно време, како што ни раскажа, луѓето учат дека во Македонија постои овој спорт и дека е доста популарен. Конјичкиот клуб Бравадос има тренер и обучени коњи во школата за јавање, а во последниот период, како што посочува Аврамовиќ, се забележува се поголем интерес за школата. Тоа е еден спорт во кој што нема разлика меѓу машки и женски род, сите се надпреваруваме заедно. Не сме така поделени, сме по категории само според возрастни категории. Пример, имаме деца кои што сега почнаа да учат да јаваат во школата за јавање наше. Не само деца, ствари има и возрастни, затоа што во спортов никогаш не е доцна да се почне. Има, например, учесници на Олимписките игри, на најсериозните надпреварувања, кои имаат и по 60 години, значи се е до техниката, не е до силата. Кај нас во моментов има две надпреварувачки дисциплини – прескокнување пречки и дресура, додека во Европа, како што вели Љупка, популарни се и јавањето во далечина и конјички трки. Јавањето во далечина се одвива во природа со природни пречки, а од Бравадос се надеваат дека наскоро во земјава ќе се воведе и оваа дисциплина. Со следната вест се селиме во Крушево. Овој град и годинава беше домаќин на светската елита во параглайдинг. На светскиот куп за 7 дена настапија стотици надпреварувачи од 40 земји, а меѓу нив беа и најдобрите 70 спортисти во светското параглайдерство. Крушево е една од 5 дестинации за надпревари од ваков ранг на светско ниво, а самите учесници во надпреварот велат дека теренот за параглайдинг во Крушево е еден од најдобрите во светот. Од општината посочуваа дека градот е препознат како едно од идеалните места за авантуристички туризам. Додаваа дека постојано инвестираат во инфраструктурата, а во изминатиот период се направени инвестиции во теренот за параглайдинг. До година Крушево ќе биде домаќин и на светското првенство во змејарство. Во следната вест ќе зборуваме за животната средина. Чистењето на токсичниот арсен од јаловиштето на некогашниот рудник Лојане во Кумановско ќе мора да почека нова физибилити студија. Студијата треба да изработи Министерството за економија пред да се избере новиот концесионер што би го исчистил овој опасен отпад. Ваквиот чекор следи откако пролетва владата го раскина договорот со турската компанија Калтун Маdenđilik, која за речиси 8 години исчисти и продаде само 60 тони од вкупно 15.000 тони арсен сулфид, колку што е проценето дека се лоцирани во јаловиштето. Дополнително, концесионерот досега воопшто не е избран за преостанатите 1000 тони арсен и други отпадни материи што се расфрлани во близина на железничката станица кај Табановце. Од владата информираат дека заедно со чистењето на арсенот ќе треба да следи и процесот за рекултивација на загадените локации, на кои е забележано загадување на почвата и водите, за што ќе мора да се направи нова проценка на потребните финансиски средства. За крајот на денешната емисија се насочуваме кон геймингот. Играта Stray стана вирална со голем број на прегледи меѓу љубителите на игри низ светот. Во играта може да играте улогата на улична мачка во Cyberpunk градот. Играта била инспирирана од улична мачка која била спасена и вдомена во францускиот град Монпеје. Таа сега живее со ко-собствениците на студиото за правење на игри Blue 12 Studio. Главната причина за популарноста на играта се реакциите на домашните мачки кај луѓето што ја играат. Па така, собствениците на дел од мачките велат дека тие се вкочануваат и ја гледаат играта, додека други се опседнати со тоа што се случува на екранот и се обидуваат да ја допрат мачката во играта. Една од најсмешните реакции е кога вистинска мачка гледа зад екранот за да види каде се наоѓа мачката од играта. Многу вакви клипови го инспирираа каналот на Twitter наречен Мачки ја гледаат Stray. Играта Stray е толку популарна што преку 60.000 играчи ја играат истовремено на Steam.
Ви благодариме многу што останавте со нас до крајот на оваа емисија на Шорткат. Воедно, денеска завршува и првата сезона на нашите вести за млади. Втората сезона почнува на 18 август, при што ќе подготвиме повеќе измени и нови содржини. Во меѓувреме, следете на TikTok и Instagram и читајте рубриката CTRL на meta.mk. За време на паузата, сите идеи за подобрување на емисијата се повеќе од добре дојдени. Се гледаме наскоро. Чао!